Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите леа торта. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките, ги ставаме во 2 длабоки сада. Со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот. Откако ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. По 1/4 од изматените белки ставаме во 3 сада. Потоа во длабокиот сад со преостанатите изматени белки ги додаваме мелените бадеби. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Во првиот сад ги додаваме мелените ореви. Мешаме со лажицата. Во вториот сад ги додаваме мелените лешници. Повторно мешаме со лажицата. Во третиот сад ги додаваме мелените фстаци. Мешаме со лажицата додека и оваа смеса не се соедини. Потоа ги нанесуваме смесите во 4 тркалезни калапи за печење обложени со хартија. Калапите ги ставаме во редна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со жолчките го додаваме шеќерот. Садот го ставаме на пареа. Матиме со миксер додека шеќерот не се растопи. Потоа во садот ја додаваме белата чоколада. Откако кремот ја добие потребната густина, го исклучуваме миксерот. Го тргаме садот од оган. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлак. Го налеваме млекото. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната цврстина. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење го ставаме путерот. Матиме со миксер додека не стане пенест. Го додаваме изладениот крем. Повторно матиме со миксерот додека филот не се соедини. Пандишпаните ги вадиме од калапите. Им ги отстрануваме хартиите. На чинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Го премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме вториот пандишпан. Филуваме. Потоа го ставаме третиот пандишпан. И него го премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме и четвртиот пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со преостанатиот фил. Потоа ја премачкуваме тортата и со шлак. Преостанатиот шлак го ставаме во готварска кеса. Со неа со шлак ги украсуваме долниот страничен дел и крајот на горната површина на тортата. Едно топче шлак ставаме на средината на тортата. Околу него во круг редиме кришки портокал. Нанесуваме еден чоколаден ролер. Со 2 зелени листа од фондан го дооформуваме цветот, со што ја завршуваме декорацијата на леа тортата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа.